Почитувани, вие сте на вистинската фреквенција, Еден телевизија, јас сум Јадранка Костова, домаќин или уредник во овој вечерен дел од програмата на Еден ТВ. Мојата прва тема, која беше и најавувана во текот на денот, е поврзана со ширење или говор на омраза кој го шират учители, наставници, универзитетски професори. Моето прашање е какви генерации одгледуваме, зошто оние кои треба да едуцираат шират омраза кон инаквите по род, по нација, по партиска припадност. Или најавата што одеше во текот на денот, дека партиите одамна ни го инфицираа образованието, меѓутоа социјалните мрежи ги разголија наставниците кои, да речам, проповедаат омраза низ овие социјални медиуми. Затоа можевме да видиме учителка која шеташе со погребален крст за жив лидер, наставничка во средно образование, која се радува на крвавите сцени од 27 април, или универзитетска професорка која пишува македонска клетва, крв, гнои, раки, не знам што. На мене, навистина, сите овие работи ме потресуваат затоа што многу е битно какви генерации создаваат луѓе кои во образовниот процес шират омраза. Толку за најавата, да ги представам моите гостинки, значи ова е женска дебата. Да одам поред, Елизабета Секирарска, доаѓа од Куманово, професор во средно училиште, Татјана Стојановска Иванова од Филозофскиот факултет и Тања Алексич, професор во гимназијата Корчагин, и пошто тоа е гимназијата каде што јас завршив, ќе почнам со вас. Добро. Дали е алармантно ова ниво на ваква комуникација јавна на луѓе од образованието? Ова го велам затоа што во Македонија последниве години или децении партиите се толку раскарани да тие, како да кажам, шират омраза кон припадници на друга партија. И сега, за мене, иако говорат на омраза, доминира и во други сфери, дали сметате дека ова е алармантно што се случува со луѓето од образованието, со наставничкиот и професорскиот кадар? Звоното за тревога одамна звони. Сега уште повеќе може да се забележи со интернет комуникацијата. Значи, Фејсбукот стана поле за надпревар на погрдни зборови, ширење на омраза, нешто што е недолично за сите нас. Меѓутоа, одговорноста, етичка одговорност на нас возрастните, било учители, било родители, е таа да внимателно во тој воспитно-образовен процес пренесеме порака дека секогаш треба да се внимава. Зборот има раздорна мок, деструктивна, буквално како и најсилното оружје. Еден збор може да те убие. Губи пресилниот збор. Не само, да, Бранко Милковиќ беше, да, Бранко Милковиќ не уби прекиот збор. Затоа треба внимателно, на што го велат народски, се изброи до 100 пред да се каже нешто. Аз разбирам афективноста, ги разбирам емоциите кај луѓето кои сакаат нели да изразат во момент, меѓутоа треба да се внимава токму помеѓу тој бумеранг ефект. Еве ја одговорно тврдам дека колешката страдаше многу. Значи еве јас имам одговорност да кажам дека страдаше после тоа. И ја имав едно сочувство кон неа, бидејќи се врати од страна на учениците и колегите. И сочувствував со неа заради тој израз, нејзин кој беше импулсивен, напишан или на Facebook профилот. Да, професорката од Корчагин. Така. Добро, ние јас не сакав имињата и не се битни. Апсолутно се случува. Меѓутоа, ама не оправдувам, да не замолам извин. Не оправдувам, но сочувствувам затоа што знам колку страдаше подоцна. Тоа беше исто еден повратна информација која предизвика исто лавина врз нејзиниот грб. Сепак е нели жена со кредибилитет, колешка која има добар однос кон учениците, меѓутоа тоа беше момент на слабост, на кој што сите знаеме понекогаш да настапиме без да се контролираме. Затоа треба многу да се внимава што се објавува на Facebook и кои се тие јазични единици. Кога ќе се напише нешто, тоа кога ќе отиде во етер, веќе е готово, вековечено е. И нашата одговорност да им објаснуваме и на децата дека треба да внимаваат, затоа што зборот уништува. Буквално. Јас зашто го споменувам образованието и тоа сум си дала задача дека оваа година ќе се занимавам со што направија партиите наши од образованието и здравството, затоа што
нема семејство што нема допирни точки со овие сегменти. И кога партиите употребуваат силни зборови, предавства и не знам, да не редам понатаму, во школите, на универзитетите, идат и ученици чии певат, кои се приврзаници можеби на ВМРО, ДПМН, едните на СДСМ, на другите партии. Оттаму, дали оние кои ги едуцираат децата треба да одат со такви зборови на клетви и омрази? Никако. Значи, не можеме да оправдаме ни еден збор кој е погрден од страна на еден воспитувач. Значи, не... Каде ја гледате причината? Еве, тоа е првиот круг, сакам, зошто? Секако дека зародишот е семејството. Првите 7-8 години се формира карактерот. Меѓутоа, понатаму, ако ти во едно дете, ако едно дете се чувства во услови каде што има љубов, сочувство, каде што не се користат погрдни зборови и пцости, тоа дете кој расте во љубов, подоцна исто ќе емитира таа љубов во својот соживот. Меѓутоа, ние сме една нација специфична во својот израз, имаме доста, ја никош на шега велам, еротичност во изразот, меѓутоа во пцостите, во обценноста сме, мислам, го водиме приматот на Балканот, да ние честопати пцуеме од страст, од задоволство и не внимаваме. И тоа е еден феномен кој на феноменален начин знае да се прожектира. Децата пцуваат, се караат. Народен фолклор. Да. Ама во 21 век клетви тешки. Јас очекувам од тие професорки, наставници веќе вуду магија да земаат куклички со политичари, да за тие клетви што имат изразен уште во 9 век говорам зошто образовани луѓе. Паганизам, пагански обичај, уште 9 век во пановски легенди и Кирил Методи го пишуваат тоа, подоцна нашите преродбеници дека клетвите носена мајли, нели верување во такви гатачки, бајачки, нешто што е дел на паганизмот и тоа воопшто не може да содейства со еден модерен принцип. И нешто што исто сакам да го напоменам, демократијата не ја разбравме. Демократијата им даде за право и на нас возрастните и на помалите, дека сметаме дека во име на искреноста треба да кажеме се и се што и да навредиме некого. Не е тоа искреност. Кога сакаш некого да навредиш, не си искрен. Ти ќе му кажеш некому нешто што е непријатно по него и така си го ослободуваш своето его, тебе ти се растоварува душата, меѓутоа го оптоваруваш со говорникот, тој кого си го навредил. И таа акумулирана навреда, тие погрдни зборови подоцна мора да се рефлектираат на било каков начин во текот на животот. Да, одиме во истово, но сакам да кажам, во рете професорите, наставниците да имаат став за сите случувања, да бидат и жестоки. Ништо од тоа не пречи. Ја говорам само за ова. Да стимулирате и уживате во насилство, клетви тешки да давате. Ние го имавме случај од Грција, пожариве да се радуваат. Мислам, навистина, емпатија нема во, и се изгуби тоа чувство во општеството. Јас малку реагирав, можеби пожестоко, тоа се виде на мојата фацијална експресија, Тања, во однос на она што го соопшти, ја жалев колешката. Сочувствував. Да, меѓутоа Макс Шелер има тука многу убаво говорили за разни типови на сочувства. Воопшто не сочувствувам. Зашто? Затоа што не сноши санкција. Извината. Можеби ќе звучам претенциозно, можеби некој ќе ме осуди, меѓутоа сметам дека до ова ниво сме дојдени благодарение на тоа, за тоа што никој не сноси одговорност за претешките зборови и за вербалниот, јас би рекла вербалниот психолошки деликт врз поинаквиот. Или како што велиме ние социолошки другиот. Дали е политички другиот, дали религиозно другиот, сексуално другиот и така натаму и така натаму. Насилството раѓа насилство. И ако ние не му кажеме стоп на насилството, ние ќе продуцираме генерации кои што ќе сметаат дека е нормално така да се однесуваат. Прво. Второ, секој наставник, дали од предучилишно воспитание и образование, дали во основно, дали предметите наставници, дали ни универзитетските професори, имаме малку поинаква улога. Ние сме меѓу другото, ако до 5 годишна возраст, модерна идентификација и имитација се родителите, оно што говориме, ние сме тие кои што исто така треба да ги морално и вредносно надградиме. Кој морален кредибилитет и вредност го имаат тие наставници кои што велите фрлаат клетви, кои што посакуваат, пазите да посакате смрт на некој кој што по политичка идеологија различна од вас, не само што не можам да го разберам, го осудувам. Но Тетјана, мене ме загрижува дека тие работат со деца, треба да ги едуцираат. Тоа е поентата, затоа велам. Затоа кај нас е одговорноста многу поголема.
Секој од нас има право на политички став и јас, но мора да внимаваме како го пласираме. Може би да ставиме слика со некој политички лидер кој што сметаме дека е позитивен, може да пофалиме некој, да искритикуваме, но мораме да внимаваме на нашиот вокабулар. Едно е ти да кажеш дека нешто направила, да речеме владата добро или дека некој политички противник сметаш дека погрешил. Но ти вербално насилство да вршиш и психолошко, да навредуваш по политичка основа, да посакаш смрт, да посакаш болка, но некој што ја рече на тебе, тоа е нешто друго. Нас не обврзува да ние вредносно и морално ги надградуваме учениците, студентите, да покажеме што е добро, што е лошо, што е правилно. Да, јас и во најавата реков партиите го инфицира. Апсолутно. И сега, јас сум јас сум си дел и работам во неделникот Фокус. Кога мојот син го запишува во основно деление во осмолетка, СДСМ беше на власт, ние сме критички кон секоја власт. И јас се плашев да не дознаат дека нели која му е мајка затоа што ќе има последици. Кога дојде до гимназија, ВМРО беше на власт, па сакам да ви кажам зошто образованието, партиите не сметам да бидат клучни во изборот на кадри или директори. Јас, например, не се сеќавам во Корчагин кој бил директор, но се сеќавам на многу прекрасни професори и во основно и во средно. Елизабета? Така. Првите вечери и од мене благодарам на поканата и овојата можност да продискутираме оваа многу специфична тема. Ке се надоврзам на колешките со тоа што ќе речам дека за жал навистина нашиот воспитно-образовен процес е заглавен во замка на искривоколчени вредности кога веќе ништо не е како што било некогаш. Вие убаво рековте. Одамна ги изгубивме времењата кога на нашите професори се сеќаваме затоа што беа добри професори. Она со сите нишани. Затоа што не воспитувале, затоа што не научиле и она што е многу важно. Колешката рече пред малце дека помни професори кои, како рековте, учителка, која секој час го започнувала со што и да има предмет. Воспитното. Тоа на нас не недостасува. За жал, длабоко етаблираната политика во сите сфери, па и во образование, каде што апсолутно не сме да се најде, го дава овој резултат. Навистина, сосема сте во право, се изгубивме во омраза, во немање критериум. Да работи. Така. Клучот не е компетенција, извинете, за вработување. Извинете што прекинувам, меѓутоа, книшката партиска беше предуслов пред компетенциите на квалитет или квалитетот на кандидатот, што е страшно. И затоа имаме и тоа ли се рефлектира, и тоа трае, и тоа трае. Не билам јас, тука не давам изим на никоја партија. Значи ова се случува 20 години. Нагласувам повторно за сите партии важи 28 години и ова не. Тоа не сакам. Меѓутоа се претера последните години каде што буквално хигиеничарките мора да имаат партиска книжка што е лошо. Не, веќе за многумина овие генерации тоа стана дека е тоа нормално. Да. Тие очекуваат дека е нормално кога нивната партија ќе дојде нели да ги вработи. Како бiro за вработување, што е лошо. И затоа цела транзиција, целиот транзиционен период. Затоа има вакви генерации. И друго што е она што колешката го начина, токму во однос на вредностите и моралниот кредибилитет. Секој од нас, јас можеби пак ќе речам сурова ќе звучи, меѓутоа тие психолошки тестови секој од нас треба да се ги помине, затоа што не е секој да држи дневник в рака, прво. Второ, Фејсбукот може би е приватен профил, или секој има приватен профил и Твитер и така натаму, Инстаграм. Но тоа е медиум, веќе ајде. Но тоа е медиум кој што е денеска. Некој и помоќни се. Американските социолози денес велат дека е помоќен него групата на врсници. Што е така, затоа што многу брзо шири информацијата. Вие на некој да посакате смрт на друг, што ќе помисли вашиот ученик? Па тоа е чим мене професорката употребува пцости, клевети, навреди и посакува смрт на друго лице, па веројатно тоа е добро бидејќи професорката е таква што мене треба да ме учи. Затоа велам ние сме тие модели кои треба да им покажеме. Има интересна работа. Нели донесоа закон во кој за вработените во оние кои треба да се вработат во администрацијата одат на некакви психолошки тестови. Така. Дали треба и образованието во образование да помине низ такви тестови? Јас зборев и за политичарите, за душа. Сите кои имаат јавна функција и кои што вршат некакво влијание во јавноста. Не се изима. Да појдеме од себе си. Специфична на свој начин.
ако можам само да се наврзам се едно. Значи, посебно за образованието. Она што е многу клучно, проверка и постојано анализирање на компетенциите на наставникот. Кој ќе ги анализира? Да, Кај вас партиите или власта? За тоа управо зборувам. Да, мене секогаш ми е било парадоксално и искрено ми отвора прашање. Колешката која, како што рече Тања, во импулс, така, нели импулсивна реакција, постапила така како бидејќи знам, во тој дел страдаше после тоа. Океј, прифаќам. Сама себе се казни и учениците ја казни. Се работи за возрастна особа. Така, изградена. Ако идат по импулс. Така. Се уште ние затоа викаме воспитната компонента, ќе го кога воспитуваме, ние му го трасираме развојниот пат. Социализираме импулс. Го градиме како му правиме поглед на свет. За возрастна особа која има квалификативи на педагог, психолог, работи со деца, не дозволува. Како утре дента, после тоа. Независно сега да не биде лична. Посочување генерално зборам. Сите што на некој начин просеале говорна омраза на различен начин. Сега, за жал, социјалните мрежи се многу од Господа дадени за такви ситуации и многу можеме да видиме за каков профил на наставници. Многу се гледа кој каков. Утре дента после се, кога ќе влезе во училница, како застанем пред учениците? Јас треба за моите ученици да сум модел за однесување. Во секој поглед. Почнувајќи од дали доцнам на час. Продолжувајќи со како се однесувам со него. Мојот наратив и како педагог и како предавач. Пред малку Сергеј, кога заминуваше од студиото, ми кажа, не сум го викнала, нели, на разговор, но баш зборувавме дека и неговите, да ги наречам, рецензии на луѓе, на дами, жени од образованието по социјалните мрежи, од тој друг еден аспект, кој тој го критикува, треба да доживее. Тоа го поразговаравме дека пред да почне емисијата. Што се начин на, ајде да речам голутија, некојаш еротското е убаво, но да видите вие кои се во работите со деца и поготово во предучилишно образование, воспитание, установа или во, не можете вие да си дозволите слики, фотографии кои што не се долични. А тоа го има. Така, добро. Но и Сергеј треба да внимава во изборот на јазични единици. Ја не го критикувам со огромна почит кон него, меѓутоа тој треба да внимава во изборот на јазични единици и може да допре. Кога ќе ми дојде некој таков израз, подобро да каже или да пукне еден од балонот, да каже ми пукне душата, отколку да каже. Затоа што тој збор потоа прави исто ерозија, деструкција и раѓа фрустрација. И тоа мора некаде да се... Добро, но јас сепак мислам дека има некои ефекти, почнуваат да внимаваме, сите влеговме го прашавме Сергеј дали може да поминеме. Така, но каква реакција да се преземе? Еве, можеме, ние ќе дебатираме вечерва. Денес имаше вест дека професорката Кркамишева била викната и во полициска станица за говорна омраза. Дали е тоа начин? Дали не треба повеќе да имаме една граѓанска, како да кажам, јавна реакција против таквите работи? Кој ќе почне? Апсолутно, прво и основно да. Мора да, јас што кажав, покрај тоа што ние имаме некои си привилегии во контекст да образуваме, воспитуваме, сваќаме како привилегија, како убост, да работиш, ти да подготвуваш кадар за да го тестираш патот, тоа е нешто најубаво за мене. Затоа велам секој ден си ја работи нели со посебна страст својата работа, но мора да имаме одговорност. И јас тука мислам дека прво и основно, прво лична. Тој внатрешен морален судија, тоа е нашата совест. Тоа е првото. Професорката од Крчајни го осетила тоа. Треба, па го осетила покасно, веројатно моралниот судија малку поспал, моралниот судија бил заспан кај незе, па покасно се вклучил или ја опоменал. Не избројала до 100 и толку. Имате вие ке сретнете на социјалните мрежи лично професори кои што велат па мене тоа воопшто не ме интересира и упорно продолжуваат и со пцовсти, и со навреди. Значи, некој моралниот кредибилитет буквално кај нив не соодветствува, не работи. Прво, јас сум за одговорност, соодветна. На крајот на денот ние повторно велам образуваме и воспитуваме. Не може, утре ќе застане, на што ќе личи ако претходно, јас велам села вербален говор или психолошки буквално тортура на некој. Мора да се има одговорност. Па на крај на крајштата имате просветен државен инспекторат. Има соодветно на крај, дали смете тоа да го направите во скандинавските земји?
Да, еве ова сакам овој цоркорук. Дали медиумите скандинавските земји? Ние имаме сите. Знаеме меѓу пријатели блиски, еве јас внук од мојата сестра овде со електропрограмер можеше да се, јас што би рекла да се шутка 2 години, во кои нели морате да сте дел од партија за да влезете во Канада, веднаш доби државно вработување. Нити партија стои, нити семејство. Зошто нашите студенти кои идат на постдипломски или на студирање надвор, добрите се ги задржуваат и тие држави се напредни држави. Апсолутно. Како партиите да ги тргнат прстите од образованието? Имате ли рецепт? Тешко рецепт, меѓутоа и ова сакав да кажам, нема закон за медиуми, значи можеш да навредиш колку сакаш, никој нема те казни. Воопшто нема никаков закон. И како сега казна или било што, се е оставено на сопствено некој убедување. Мене лично ми пречи на било која адреса кога се навредува жена, кога се Камишева навредуваат на Фейсбук и Бети Камчева навредуваат на Фейсбук. Мене беше жал и за Тодор Петров кога крвареше, да не зборувам за оно што ни се случи во парламентот. Ние сите сочувствуваме. Воопшто не ми е важно која чија партија и зошто тоа. Дали биле предизвикани, дали нивниот револт е оправдан или не, тоа е дискутабилно и за тоа постои установа закон која треба да ги провери. Затоа и ова дебата ја отвори. Не правиме разлика кој од каде. Апсолутно. И сочувствуваме сите, значи агресија било која така и вербален е опасен. Ние како наставници, како учители не смеме си дозволиме ученикот било како да го искомпрометираме, го навредиме на час. Значи, тоа е недолично однесување од наша страна, затоа што тоа останува исто со трајни последици. На било кој начин ученикот да му кажеме ти не знаеш или си неспособен и тоа се недолични зборови, ништо не разбираш. Но овие години се стимулира омраза, дали е постојано има непријател. Јас не верувам дека соседите ни се многу фини нели во односот кон македонската држава и нација, но да стимулирате постојано да се мразат албанци, да се мразат грци, да се мразат постојано создавате непријатели. Наместо љубовта ние стимулираме мразата. Дури пречи да направиш пријателство од некој што рецептот е во љубовта. Значи, ако ние почнуваме со љубов да се однесуваме едни кон други, со емпатија, кон сочувство, и еве ја што кажа, и да простиме некогаш, и на фекат и на погреден збор, е големина. Затоа што доволно страда. Јас се утам да речеме, често пати среќаваме мајки, дете оди, детето паѓа, мајката го крши од кјутек, мене мине да искрша мајката. Значи, детето веќе направило еден било што му се случува и потоа не може да го казни затоа што е веќе казнето, веќе или кога ќе заборави нешто, или кога ќе изгуби, или кога ќе добие незадоволителна оценка. Значи, казни во смисла на физичка казна или вербална, за мене не. Ја не практикувам ни со учениците, ни со моите деца дома, напротив, дури оставам на нивна одговорност кога се прави писмена. Ја им кажам, немој се учите бидете шверцери, немој да препишувате. Ја нема да изиграм џандар, да ве проверувам дали препишувате, оставам на вашата совест. Треба да растете во совесни деца затоа што не може да препишувате на факултет, не може да препишувате на вашите работни места, не може да читате во парламент кога ќе излезете да зборувате. Треба да зборувате, да знаете што да зборувате. Одлично за шведски. Значи мора да се за скандинавските држави е супер, ама ние не сме на тоа затоа што демократијата погрешно свативме, ама полека чекор по чекор ќе може така да се влие, да се поттикне таа. Јас сум за санкции. Во психологијата многу добро постои. Момент на награда и воспитува дека има добри и лоши луѓе. Сега се воспитуваат децата дека има лоши нации. Зборам за затоа зборам за еден образовен, воспитен, едукативен процес во кој политиката ги наметна ваквите не знам, ставови, етноцентристи, етноцентристи. Еви политиката. И ние политиката скраниме често пати нарекувајќи со погредни зборови. Сега да не ми замерат од човекот права, политиката е сексуална работничка, да не кажам нешто. Или още видиме дека проституцијата е занет, се лутиме или се скрнави за наетот, нели професорке, не може да е занет. Да, ја затоа вам занечите се нешто. И зошто политиката да скранавиме? Таа е апсолутно едно право на владење, каде што има конфликти, каде што има компромиси, консензуси. Ние политиката не успеавме да ставиме на пиедестал, ја скрнавиме цело време. И политичарите, и политиката. Така, Елизабета. Знаете како, ако треба да одговориме на прашањето каде е лекот за ваквата состојба, мора да имаме во предвид дека се работи за тежок пациент. Значи, ова е навистина, мислам, ние предолго живееме во една атмосфера каде што изостануваат критериуми по сите основи. За било која сфера зборам, овде сме сите од сферата на образование, па ќе се сложиме. Значи, воспитно образована институција подразбира, тоа не е зграда, знаете, тоа не се нагледни средства, креда, табла. Тоа се луѓето кои таму работат.
Тоа е училиштето. Секогаш викам дека ако сакаме да го смениме образовниот систем, на кое ја откако сум држам дневника, тоа се многу години, уште од оној милениум, 26-та ми е оваа, така, постојано зборуваме за реформи и реформите ни се сведуваат на зафати кои не даваат добар резултат. Ние ги менуваме, не ги менуваме суштинските работи, ние менуваме матрицата на луѓето. Оно што е најстрашно, политиката за која зборуваме, е длабоко вака навлезена во сите пори на образованието и за жал кога одредена политичка партија ќе добие легитимитет, така, да управува, освоила власт, условно да кажам. Тогаш во образованието станува една многу интересна ситуација каде што, за тоа зборевме пред малце неофицијално, каде што ќе можете да се вработите така, каде што тој некој идеолошки концепт што го добива власта, ви дава и на вас право како сложувател со таа матрица да се однесувате онака како што партијата подразбира, заборавајќи при тоа дека стоите пред деца кои што ги креирате. Зарем во Германија и Шведска, кога ќе спомнате, партијата ќе вработува нивни членови. Зборам за еден ваков систем како што е нашиот поставен наопаку. Оно што, ако треба кратко да кажам каде, например, јас би го гледала лекот, Тања е во право, љубовта е решението, ама не е доволна. Кога волку многу се мрази, каде љубовта да се провре? Треба претходно детоксинација. Да, значи треба многу поголеми зафати. Прво мислам дека оно што реков пред малце, треба да се менува матрицата на луѓето кои држат дневник. Јас можам приватно, вие, секој од нас, да верувам во некоја идеологија. Тоа е мое приватно право. Во ниеден момент тоа не сме го спорили. Така, не го спориме. Дури е добро така, да сме разлика бидат со различни опции, а и жестоко нека полемизираат. Меѓутоа тоа не го споруваме во ниеден момент. Во оној момент кој ќе влезна во училница, јас сум професионалец. Јас сум таму од други причини. Тоа е моето воспитно образовно царство, тие 45 минути, и јас сум со таа причина таму. Кога ќе излезам од училницата, она што мислам дека колегите кои имаат таков проблем, го забораваа, кога ќе излезете од училниците вие и од училиштето, вие сте се уште професор. И на улица сте вие професор. Вие сте модел преку кој вашите деца, учениците би требало да се идентификуваат со вас. Мислам дека, кратко да кажам, решението би можело да биде, например, да се премине на кога се прават промени. Кај нас, оние овакви, да го наречам условно, тоталитарните системи, обично го менуваат општеството онака како им е потребно, нели, за потребите додека се на власт. Вистинска промена би била да не го менуваат општеството по потреба, да ги менуваат луѓето, за да го добијат резултатот кој би требало да, посебно пак кога за образование станува збор, резултат кој би требало да, утре јас кога ќе се видам, сите сме тука многу време во наставата, кога ќе видам ученици од пред 25-6 години, тоа се веќе луѓе имаат на 50 години, да речем, луѓе со своји фамилии, па ќе застане и ќе каже, професор, ќе ве помнам, вака и вака. Не сакам да ме помни затоа што сум носела крст против некого, против било кого. Или сум плукала на Facebook. Мораме да го нивелираме тоа ниво на револт или очај, кој го имаме ради одредени општествени ситуации и да ги канализираме на сосема поинаков начин. Воля да благо малку, јас малку сум пострана, веројатно. Субјективното и објективното го мешаме. Да. Субјективниот став мој дали имам идеолошки, како сум подкован идеолошки, објективно е нешто друго. Тенок е ледот. И оно што спомнавте, ние сме професори, но кога ќе излеземе, мораме да внимаваме на оно што го говориме. Можете и да сте член во партија и во раководство, ништо не е спорно. И да имаме блиски роднини, пријатели на видни позиции. Но тоа не оправдува да вербално ние навредуваме или психолошки малтретираме некого. Јас сум за принципот на одговорност и казна. В смисла, имате опомени, имате соодветни начини како вие тоа да го казните. Не велам драконски казни, но ќе опоменете, ќе натерате некој да се извини. Од друга страна, не може наставничко од прво до четврто, кога всушност морално се изградува личноста, вие му кажувате основните вредности, што е добро, правилно, посакувано. И таа ја гледа со начин како носи крст на жив лидер. Која порака ја праќате? Мора да внимаваме пораките кои што ги праќаме. Не може таа да остане, извините за мене, во образовниот систем, барем од еден временски период да се повлече
па да видиме соодветна суспензија си има, па морално да се надградува. А не е суспендирана? Не е суспендирана. Ниту вашата колешка, ниту многу мои колеги. Колешка до пензија. Кои што се, да речам, често пати дури имаме ние случаи да колеги универзитетски професори се толку етноцентристи, кога има да речеме тема од припадник на наша етничка група реагираат. Но тоа е страшно. Рековме кој е критериумот за прием. Уште еден случај ќе споменам во основно синот која беше на една родителска. Имаше учителка која менуваше неколку месеци. Таа ни соопшти дека бараше дозвола да ги плесне малце децата ако забегаат. Мислам, јас останав без зборови. Се враќаме 19 век. Кој век е на кучената? Мислам, тоа е нешто И страшно. што да направите од тоа? Значи мора Затоа говорам критериумите. Критериуми прво кога се прима, Ама второ. да не биде клуч на партиската, нека бидат членови на партино. Се бараат други. Апсолутно. Мора да превенираме. Да. Битна нас не е превенцијата, како велат, подобро да се спречи отколку да се лечи. Ние сега Тоа е зборуваме за поентата. лечење. А ние веќе имаме длабока дијагноза, мора да лекуваме. Како ќе лекуваме? Мора да се надгледа, да се изградат соодветни санкции, мора да има просветниот инспекторат да си го прави своето. Не е цензура ако вие кажете отворите си приватен профил или излезете од образованието, потоа што сакате правете и тогаш тепајте, мавајте, пишувајте вулгаризми и така натаму. Јас ви кажав, мене ми се обрати еден вулгарен начин на Facebook лице кое што е во образованието, вели имав една колумна за Катица Јанева во контекст на поддржување на правдата во смисла и ми напиша, вели, ја поддржува за тоа што е дебела како тебе. Мислам, јас не сакав прво одговорам, потоа велам, па знаете, ки лажата некогаш се доби да знаете зошто ја имате, меѓутоа таа се регулира, ама паметот и интелектот не се регулира. Јас често знам на учениците, им го кажам тоа, дека кога некој ве навредува, кога ве пцуе, не ве навредува вас, туку представата за себе во вас. Значи, кога родителите се нервозни и ќе ви се, онако, од брата ќе ве подберат или ние наставниците, кога не знаеме да се воздржиме, е нашата фактички негативност. Ние, да, слабост. Човек не може да го вознемери ништо ако не е дел од него. Така да тие навреди не допираат и јас разликувам, ние велиме ваков човек, точно, само добар човек за мене е човек, а интелектуалец не е оној кој има дипломи, особено не во период кога се купуваат дипломи. Туку човек кој е толерантен до безкрај, кој знае да се воздржи. Молчењето не случајно е злато. Ние велиме молчењето е дарба. Да знаеш, еве Алберт Ками во неговите филозофски размисли во екзистенцијализмот вели човек знае некогаш во тишината да самува и тоа е дарба, да знаеш да не можеш да кажеш се искрено. Значи колку доктори на науки добивме во овие последни 10-15 години. Да веќе нема реципира. И интелектуалецот не значи не сме да навредува. Како може интелектуалец да навреди? Мене не ме веќе или да биде испровоциран па да почне со агресија да враќа. Не, хипокризија. Интелектуалецот нема никогаш да се понижи да ти врати со иста мерка. Значи да одговори. Туку или ќе користи алатки како цинизам, во иронија ќе зборува, но погрни зборови се недолични. Не може. И еден навистина професор, педагог, просветен работник, нема никош ученикот да го испровоцира. Ја работев 17 години во Димитар Влахов, има провокации 101, Корчагинци се деца градски, нема дискусија, не може да испровоцира Корчагин. Меѓутоа вама имав провокации, но никогаш не замеров на децата. До 18 години нема виновно дете. Ние сме виновни. После 18 години веќе имаат вина. А она што велиме за казни порано бабите како велеа, требаше ти ја испарам устата со сапун. Кога ќе слушна погрден збор, значи казна со сапун пред да почнеш да зборуваш нешто. Да внимаваме на крај да внимаваме. Она што пораката сакам да ја пратам. Убаво спомена, се зборуваме за образованието, инаку да, битно и семејството. Ама како? Домашното воспитување, тука почнува, но еве. Надградбата, образованието, оно што пропуштиле во семејството, се надградува или се новитети некои. И деца кои се чуваат со љубов, кои не слушаат тоа, и полни се со љубов, и нема кај нив агресија. Затоа велам лекот е во љубов. Ако не е во љубов, тогаш е во многу љубов. Ако ние ги полниме со агресија, поентата е морална надградба, да престанеме да се мразиме и одговорноста да помислиме малце да си на што сме ние отворени. Значи, да воспитуваш детето. Така. Дека треба да е среќно за некој што е несреќен, да градиш среќа на туѓа несреќа, тоа е за мене да се радува на туѓа среќа. Катастрофално воспитување, но тоа на крај треба на крајот на денот треба да бидеме луѓе во вистинска смисла на зборот. Епа, господи, дами, јас ви благодарам што бевте дел од отвореното студио на 1 ТВ, како што реков, јас оваа тема и понатаму планирам да ја може да се развива уште многу. И
во пакет со здравството, исто го сметам како еден многу битен сегмент од каде што партиите на вистина треба малку да се повлечат. Ние за неколку минути продолжуваме, се гледаме на другиот дел од студиово, централниот дневник на 1 ТВ и ќе дознаете ексклузивно детали за заканите по живот што стигна до екипата на 1 ТВ.